Ќе отвориме Библијата, ќе читаме во еден текст или текстови во Евангелието според Јован, 7 глава, 37 и 38 стих. Познати зборови, но ќе бидат предмет на нашето денешно саботно размислување. Ќе повторам, Јован, 7 глава, 37 и 38 стих. А во последниот големиот ден на празникот Исус застана и извика, велејки: ако е некој жеден, нека дојде при мене и нека пие. Кој верува во мене, како што е кажано во писмото, од неговата внатрешност ќе потечат реки на жива вода. Ова што овде е кажано, браќи и сестри, се случува при крајот на еврејскиот празник Сеница, кој го празнувале евреите во знак на излегувањето на самите евреи од египетското робство. Од овие Исусови зборови, кои денеска ги прочитавме во овој миг, може да видиме дека овде Исус не зборува за физичка жед на кој ги повикува своите слушатели. Значи не станува збор за физичка жед, ниту за некоја емоционална потреба, како што е потреба за љубов, за сигурност, за заштита и така натаму. Овде Исус зборува за жета кон Бога. И токму ова ќе биде предмет денеска на нашето размислување. Овде Исус водата ја користи како символ да ги потикне луѓето, како кога ние сме жедни, колку размислуваме за вода. Кога сме жедни, бараме вода. И сега Исус сака да ги потикне луѓето да бидат жедни за запознавање на Божјата волја. Ајде да кажеме неколку мисли, неколку зборови за водата. Физичката вода е неопходно потребна за човекот да обстане. После воздухот, водата е најпотребна за наше преживување. Без вода не можеме долго да живееме. Обединетите нации воспоставиле ден. Дали знаете кој е ден на водата или на водите? 22 март е посветен. Еднаш во годината луѓето размислуваат повеќе за водата, како да се заштитат водните извори, зошто е водата толку важна. И еве, ќе дојде март, ќе слушаме информации колку денеска луѓе во Африка или во други делови на светот немаат питка вода. Нема дома тоалет, нема дома воведено вода или немат пристап до вода. Може би неколку километри одат да наполнат вода за исхрана, односно за нивните потреби. Знаеме дека водата, односно нашето тело, е сочинето од колку проценти на вода? Добро, 75, 80, тука е некоја средина, 70% или од 100 нашето тело, значи и очите, клетките наши, било кој дел од нашето тело потребна му е вода. Замислете крвта да нема вода и како би се таа движела низ нашите артерии. Значи водата е неопходно потребна. Сега не зборам од медицинска гледна точка дека треба да пиеме по 8 чаши, можеби вакви на ден вода за телото да го испираме редовно и другите непотребни фекали, условно кажано, или непотребни отрови кои се во нашето тело, односно отрови да ги исфрлиме од телото. Значи, ништо не може да го замени или да ја замени водата, ниту млеко, ниту сокови, ниту други некои течности. На жалост, овде имам симна синоќа од интернет цела листа на потреби на вода. И да видите колку проценти има на вода во светот. 97,5 вели водата е солена. Само 2,5% е сладка, питка. А од тоа само 1% е чиста, другата е загадена. И сега овде може да читате се што користи вода во општеството, во овој свет. Каде се наоѓа најмногу вода? Во тие глечери замрзнати со антимраз, таму се наоѓаат големи количества на вода. Но сега само тоа се вака информации. Значи 97% отприлика е солена водата, 3% е питка и само 1% е чиста. Ке има војни за вода, не за нафта. Што ти вреди ако имаш буриња нафта, а не можеш да пиеш, да ја користиш?
Така да водата е необходно потребна за нашето преживување. И затоа овде Исус интересно користи слика на вода. И затоа вели овде, ако е некој жеден, нека дојде при мене и нека пие. Кој верува во мене, како што е кажено во писмото, од неговата внатрешност ќе потечат реки на жива вода. Вие знаете дека во многу села, во многу градови постојат извори. И луѓето одат таму и точат полнат вода. Во Битолско, во едно село Бистрица, има една многу убава вода, сребрена вода е велат. Има 3 чешми и секој може да полни. Испитана е, здрава е, значи негде 4-5 километри од Битола према грчката граница. Може да полните и да стои година дена таа вода, нема воопшто да ја промени, да го промени вкусот. Значи водата е здрава и испитана. Таму од каде што ја потекнувам, има една чешма во долниот дел на селото, се вика Даревица. Таа чешма е направена некаде 1939 година. Имам и фотографии, но сега не може да ги покажеме. Селаните изградиле како еден споменик и за време уште на српско таму доаѓале џандарите, доаѓале луѓе, уживале во студената вода на тој извор. Колку да е надвор топло, водата станува уште поладна. Значи, колку се менува временските прилики, водата станува, мислам, ако е жешко, водата е постудена. Од секојаш била студена. Значи, на тој извор селаните направиле бетонска плоча со надпис токму на овој текст од Јован 7 глава. Ако одете, таму го пишува на српски јазик. Значи, луѓе кои доаѓат, полнат вода и неминовно ќе погледнеш во таа плоча, ударат ти во очи. И токму овој стих е напишан, кој верува во мене, како што е кажено во писмото, од неговата внатрешност ќе потечат реки на жива вода. И претходниот стих, кој некој жеден, нека дојде при мене и нека пие, и доле потпишан Исус. Исус е потпишан. Значи, писателот на овој текст, на таа каменна плоча, сака луѓето да ги поврзе со таа студена вода со Исус Христос, со неговата реч, со неговите зборови. Ние може би денеска во Македонија, браќи и сестри, не можеме да го оцениме или да оцениме вредноста на водата, бидејќи имаме постојано вода. Ако еден час немаме, веднаш вртиме каде? Во водовод и канализација да прашаме зошто не имаме вода. Зошто сме навикнати славината да ја одврнете и да потече вода. Меѓутоа, така не е секаде. Да ги запрашаме старите израелци кои патувале 40 години, драги сестри, тие наши сестри, тогашни браќа, немале вода. Не ги мили чиниите во пустињата. Немале 40 години вода. Не 40 часови или 4 часа. Замислете како е тоа чувство да живееш без вода. Во една прилика и воопшто немале вода. И затоа почнале да викаат, да негодуваат. Ајде да одиме во 4-та книга Мојсеева и да видиме тоа чувство на старите израелци, колку било изразено преку овие зборови што ги запишал Мојсеј. Тоа е 4-та книга Мојсеева, глава 20. Кој беше тоа? Значи, тоа е 4, тоа е броеви, така? 20 глава, броеви, ако имате во вашата Библија овој наслов, пронајдете 20 глава, ќе читаме од 1 до 5 стих, а потоа од 9 до 11 стих. Еве што се случува. 20 глава, 1 стих читам. Потоа Израелевите синови стигна сета заедница во пустината Цин. Во првиот месец народот се настани во Кадис. Маријам почина таму, тоа е сестрата на Мојсе, Марија, и таму ја погреба. Немаше вода во заедницата. Затоа се здружија против Мојсија и против Арона. Немаше вода. Тоа е изразено, тоа е нагласено овде. Нема вода. Ние денес како немаме вода, ќе купиме во продавница за да пиеме, така? Па може да наполниме некој бунар, овде има бунар во дворот, само неактивен. Може треба да го активираме. Значи може да се најде вода, ќе одиш до изворот, еве у Неготин има таму извор во близина, тука има извор у Кавадречко. Значи може да се наполнат туби на вода. Ние летоска немавме овде вода и братот отиде во комуналист и донесо што? Цистерна. И тука стоеше 2 дена цистерна.
Znači može se zamjena. A zamisli da je u pustini, nema cisterna, nema vodovod kanalizaciji, nema broj kada što možda svrtite. Veli, nemaše voda vo zajednicata. A ta zajednica koliko brojela na luge? Okolo 2 miliona, zamislite. A kaj se stokata? Kaj se životnite? Narod počna da se prepira so Mojsi i da veli, o da behme izumrele koga i našite brakja zagina pred Gospoda. Zašto go dovedovte gospodovoto opštestvo v pustinava, za da izumreme tuka i nije i našiot dobitok. 5. stih, zašto ne izvedovte od Egipet, za da ne dovedete vo nezgodnovo mesto, mesto vo koje nema ni žito, ni smokvi, ni grozje, ni kalinki. Nema ni tu voda da pijeme. A i što nema kalinki. Vidite, ni ovdje u ova podnebi imame svi tije namirnici. Kalinki imame li? Imame li grozje? Premnogu kavadarečko. Smokvi? Ima. Žito? Ima. Voda? Koliko sakat. Izvorot, kako se vika izvorot? Kožuv planina je polna so voda. Gijeme svi tije potrebni raboti, no našite braća, Izraelci, i to ovo žeškata pustinja, nemale ništa od to. I na kraju pisatelj to ovdje konstatira i podvlekao su crveno mastilo. Nema ni voda za da pijeme. I čitam po natemu 9. stih. Mojsej go zede žezalo odpred Gospoda kako što mu naredi. Potom Mojsij i Aron go sobra narod pred Karpata. Zamislite svega, Mojsij veli, dobro, dosta, prestanete. Dojete ovdje pred ova Karpa i gledajte svega čudo. A preto Bog mu rekao što da napravi. Pa Mojsej im reče, čujte buntovnici. Ja ne znam koliko silno vikal Mojsej, bil iznerviran, bil navistina predizvikan od naroda koji bil gneven na nego, da li ki vi izvedam voda od Karpava. I ponatamo veli, Mojsej ja podigna rakata i udri so stapot, so žezelo 2 pati vo Karpata. Poteče koliko voda? Mnogo voda. Pa zajednicata i nizini od dobitok pija. Eve, braki sestri, ovo izveštaj što malce go objasnivme, se vrativme i umislite kako se odnesuvale starite Izraelci, bidejki nemalo voda. Vistinska voda, ona voda koja treba da je ugasi naš tažet. Mojsej ovdje udril 2 pati po Karpata i Biblija ta veli neka počnalo da teče voda. Čista, zdrava, ekološki, nehlorirana, prirodna voda vo srce to na pustinata. Kakov blagoslov. Lugito, ženite, decata, zajednicata, site potrčale. Prvim se napile da ugasat svoje tažet, a potom donele može bi sadovi, može bi one kakvi sadovi imale od kože napravljeni, bi napunili svoje te sadovi i stokata došla da se napije. Što ova predstavova? Zašto ja svega go čitam ova? Samo kako informacija? Ne. Ova je jedna duhovna poraka što je mnogo važna za nas. Sveke odime vo 1. Korintjanite 10. glava 4. stih da vidime što predstavova ta Karpa, braki i sestri, na koja ili vrst koja Mojsej udril su svoj žezal. Ovdje Pavle ki ni davena komparacija 10. glava 1. Korintjanite 4. stih, evo što veli. I site pija ista duhovna napivka, zašto pija od duhovnata stena koja gi sledeše, a ta stena beše Hristos. I zato nije velime deka centralna ličnost, kako vo Novi Zavet, tako i vo Stari Zavet je Isus Hristos. Isus je toj koji gi sledel postojano Izraelcite vo pustinjat. I denje i noke, vo toj oblak, noke koji im dao svetlina, i orijentacije kako da se dvižat, zašto Izraelcite pretežno noke se dvižale, a denje im predstavoval klima ured, da im bide ubavo, svežo, da odmarat vo svojite šatori. I navistina, braki i sestri, ovdje može da vidime deka ovje Izraelci, koji ugasnele svoje tažet, fizička sušnost treba da predstavlja za nas poraka deneska. So što nije gaseme svoje tažet deneska, so kakva voda. Ovdje Isus bil toj koji trebalo da gi ugasne njime tažet. To je bil izvor na životot. Od njega poteknula ta voda. I tokmu Jovan podosna togo pišova, kako što čitavme na početak od
Исус не повикува да дојдеме и да пиеме, да огаснеме нашата духовна жед. Меѓутоа, израелците многу брзо заборавале, знаете, брзо памтеле и брзо заборавале. После само неколку години, после неколку векови, тие стари израелци ќе го заборават ово чудо што го доживееле нивните предци во пустињата. И одиме во Еремија 2 глава, во 3 стих да видиме колку се оддалечеле израелците од Бога. Овде во 2 глава од книгата на пророк Еремија, во 13 стих, текстот вели вака: Зашто мојот народ направи две зла. Кои се тие две зла? Ме остави мене, изворот на живата вода. Те си ископа кладенци за себе, испукани кладенци, што не може да ја држат водата. Сте носили некојаш во некој шише пукнато? Или стомна? Стомна од што се правија? Од глина, да. Или некој шише пластично пукнато, да стално капи, додека си дојдете дома, пола шише го нема, односно вода ја нема половина во шишето. Овде, овие стари израелци направиле две зла. Не само што го напуштиле Бога, отишле си копале своји извори, своји кладенци, испукани кладенци, што не можат да ја држат водата. Всушност, браќи и сестри, старите израелци го оставиле Бога, изворот на сите благослови, и наместо тоа си ископале други бунари, каде што водата брзо истекнувала, водата не застанувала или станувала невкусна. Дали некој се напиле невкусна вода, која смрди, која е бајата. Израел изгубил интерес, на жалост. Брзо ги заборавили чудото во пустињата и она храна која паѓала постојано од небото 40 години. И овде Бог жалосно констатира: ме оставија мене, изворот на живата вода. Понатаму одиме во 17 глава, во истата книга, може да свртите 2-3 листа, односно 17-13, еве што вели. Еремија 17-13. О, Господи, надеж на Израел, сите кои што те оставаат ќе се засрамат, кои ќе се одметнат од тебе ќе бидат запишани во прав. Зошто тоа Бог го кажува? Зошто Бог така констатира? Еве го одговорот во последниот ред. Зошто го оставија изворот на живата вода. Каква трагедија за еден Божи народ. Оние кои имале привилегија да бидат на изворот, не да бидат чувари, туку да ја насочуват водата и кон други луѓе да ја угаснат својата жед. А тие ги оставиле изворите, се откажале од таа предност што имаат и си ископале пробушени, односно кладенци, вели овде текстот, кои не држат вода. Наистина, каде отишле евреите? Каква вода почна да пијат, браќи и сестри? Овде, така е. Значи, овде вели зборот почна да пијат од изворот на паганските народи. Ги прифатили нивните обичаи, нивната религија, поставиле дури Соломон што направил. Мали црквички поставил. Тоа е тој зборот лугови. Значи, надвор од градот, ако одите во Хрватска или горе на запад, ќе видите мали, оние распела. Значи, на раскрсници, надвор од градот, па и овде почна во Македонија. Ако одите за Скопје назад да се враќате, ќе има многу такви мали места кај што се ставени икони и луѓе се крстат, тука стават своји пари и така натаму. Израелците, на жалост, ги прифатиле таквите обичаи на паганските религии и служиле дури на нивните богови во надеж дека таму ќе најдат задоволство, таму ќе најдат радост. Меѓутоа, браќи и сестри, лажната религија никогаш не може да ја задоволи нашата жед, духовна жед за Бога. Ако ги читаме историите на таквите народи, па и на израелците, ќе видиме дека сепак поминале многу страдно, односно разочарано. Ние знаеме дека во еден момент Израел се поделил на два дела. 10 племења со 2, на северно и на јужно царство. Ѓаволот почнал однатре да ги растура и успеал преку Ровоам. Знаеме што направил Ровоам. Го поделил царството Израелево. Едноставно почнале да пијат од лажни извори, да се насочуваат кон паганските религии и да стана таа религија да станува дел од нивното општество.
I сепак, иако Божиот народ толку длабоко заглибал во грев, Бог не го заборавил својот народ. Бог и понатаму го сака. Бог никош не заборава и нас, без разлика колку далеко сме отишле од Него. Тој и тамо е со нас, како што изгубениот син кој бил далеко од својот дом, но и таму меѓу свињите, таму меѓу дабовите, таму меѓу жировите што ги јадел заедно со свињите, и таму бил неговиот ангел, кој го пратил цел живот. И затоа Бог му дозволил да го допре дното, да осети дека во таа лажна религија нема задоволство. И затоа денеска нам, како генерација на 21. век, Бог ни порачува следново во Исаја 55, 1 и 2, еве што вели Исаја 55 глава, 1 и 2 стих. О, сите вие кои сте жедни, дојете при водите. Ако и немате пари, немате евра, немате сребреници, дојдете, купете и јадете. Да, дојдете, купете вино и млеко, без сребреници и без плакање. Израелците, на жалост, браќа и сестри, ако анализираме нивната состојба духовна, била на нула. Биле сиромашни. Духовно биле многу бедни сиромашни. А сега Бог, и затоа овде ги има тие изрази, дојди купи без пари. Затоа тој се обраќа до израелците кои биле бедни духовно, сиромашни. Вели, дојдете, такви какви што сте. Јас знам какви сте, но ако дојдете и ако пиете, јас ви нудам охрабрување. Јас ви нудам бесплатна вода. Јас ви нудам овде и вели и вино. Дојдете и купете, земете. Понатаму ако читате, ќе видите зошто ги трошите сребрениците на она што не е леп. Тоа е стихот 2 ми се чини, да. Значи, израелците тоа што го имале, го трошеле за беззначајни работи, а духовно биле толку слепи, толку слаби. И затоа човекот е создаден, браќи и сестри, со внатрешна потреба за Бога. И оние најокорелите атеисти имат потреба за Бога. Кога ќе легнат на својата смртна постела, знаете Волтер што кажал. Знаете тие големи атеисти што кажале, на својата смртна постела го признале Бога. Да, човекот е создаден со потреба за Бога. Иако тој во животот тоа го гуши, но не може постојано, не може цел живот. Наистина, никаде човекот не се чувствува толку пријатно и угодно отколку кај Бога. Единствено со заедница или во заедница со Бога, човекот може да има целосно задоволство. Нашата внатрешност има потреба за Бога. Ние не сме комплетна личност, браќи и сестри, без Бога. Нешто ќе ни недостасува постојано. Читам синоќа еден надпис на еден наш поранешен колега и сега атеист. Се откажал од Бога. Не може да верувам. Човек кој проповедал, кој држал на нашите деца во една наша школа доктрина, сега вели не постои Бог. Тој може би го заменува тоа со нешто друго сега, постојаното на Бога во својот живот, но тоа е негово право. Но нема целосно задоволство без Бога. Нашата внатрешност има потреба за Бога. Ако таа празнина не се исполни со Бога, со Божјото присуство, браќи и сестри, ќе лутаме и ќе бараме нешто друго тоа да го исполни во мојот или во твојот живот. Еве, доктор Хенри Друмонд во својата книга Природно и суперприродно вели дека дури човечката протоплазма, а тој е надворешниот дел на нашите клетки, на нашето тело, имаат потреба за Бога. Таа потреба и жед за Бога изгледа како да е всадена во нашата ДНК. Тоа е во нашата мапа, во нашата карта на нашето тело. Значи, секоја клетка на нашиот организам има потреба од присуството на Бога. На жалост, некои луѓе таа своја празнина ја заменуваат, можеби, со знаење, со дипломи, со трансцендентална медитација, со йога, со New Age движења или со некои други идеи. Некои пак покушаваат таа своја жед да ја угаснат со фантазии, со јадење, со пиење,
со стекнување на пари, така натаму. Сето тоа е добро човек да го има, но ако оди по погрешна патека, ништо не вреди без Бога. Ништо од ова што го спомнав не може да го замени присуството на Бога во твојот и во мојот живот. Сето тоа се странски работи, погрешни извори кои уште повеќе ќе ја предизвикат нашата жет. Знаете, ако пиеш сок, а не се напиеш вода, може моментално ќе угаснеш жета, но после 5, 10, 15 минути уште повеќе ќе имаш потреба за вода. Така да и овие работи што ги спомнав, може во некој момент да ги задоволат нашите потреби, но постојано и повторно ќе бидеме жедни. Во овој контекст ќе споменеме и она жена, така наречена Самарјанка. Името не ни е откриено, не го знаеме, но еве, писателот ја нарекува жена која припаѓала од ова нација или ова народност Самарјанка. Знаете, ние кои одевме порано во војска, во JNA, како не вика таму? Македонец. Така е. Значи, не поистовитува со земјата од каде доаѓаме. Македонец, тоа име најлесно. Името може ќе ни го заборават, но Македонец. Еве ова жена е Самарјанка, да ја наречеме, и така е наречена. Одиме во Јован, 4 глава, да си малце да се подсетиме зошто ја спомнувам, зашто е многу важно во контекст на оваа вода која овде е спомната и овој извор. Јован 4 глава, 10 стих до 15. Исус ја одговори и рече: кога би знаела за Божиот дар и кој оној што ти вели дај ми да пијам, ти би побарала од него и тој би ти дал жива вода. Жената му одговори: нема со што да нацрепиш, Господине, а кладенецот е длабок. Тогаш од каде имаш ти жива вода? Зар си ти поголем од нашиот татко Јаков кој ни го даде кладенецов? И тој самиот пиеше од него и неговите синови и неговиот добиток. Исус и одговори и рече: секој кој пие од водава, пак ќе ожедни. А кој пие од водата што ќе му ја дадам, нема да ожедни довека. Туку водата што ќе му ја дадам ќе стане во него извор на вода, извирајки во вечен живот. Еве, ги знаеме тие текстови, сме ги читале и уште еднаш се подсетивме. Овде текстот вели дека Исус во својата работа среќавал многу луѓе, многу жени, многу мажи, многу друштва. Овде ја среќава ова жена наречена Самарјанка. И затоа овде и самото поглавле или самата глава или Исус и Самарјанка. Така Јован ја назначува ова жена. Ова жена дошла да полни вода, сосема природно и нормално. Кога дошла да полни? Текстот подолу, ако читате, ќе видите дека тоа било напладне. И тука на бунарот, кај што се среќавате многу луѓе, зашто природно доаѓаат луѓе да полнат вода, да се напијат, ја среќава Исус, ова жена која веќе била дојдена. И овде стихот од 10 до 15, Исус и кажува на жената нешто што е многу позначајно од секојдневно полнење на оваа вода и што е многу поважно за човекот од обична вода. А жената веднаш посакала една таква вода. 14 стих, уште еднаш ќе се подсетиме што пишува. А кој пие од водата што ќе му ја дадам, нема да ожени довека, туку вода што ќе му ја дадам, извирајки во вечен живот. И жената вели: Господе, дај ми таква вода. Па ти си навистина предобар. Ки ме олесиш маката. Нема да доаѓам секој ден да полнам вода. Замислете 2 километри да полните вода. Сестри, браќа, ај само да не ги спомнуме сестрите. И ние полниме вода. Јас полнев овие денови таму на планина, еден извор има, полнам вода. Може би 200 метра отприлика. Не е лесно да носиш туби 100-200 метри да полниш вода. Ова жена 2 километри одела. А тогаш немале такви средства и оние, како ги велиме, канти, туби, не? Денеска може да наполниш 5 литра, па да понесиш така натаму. Како се тогаш наоѓале, навистина е чудно. Ова жена 2 километри доаѓала од селото или од местото кај што живеела, долу на тој бунар кај што и доаѓале и сточарите, ги поеле своите овци, своите стада и морал понекогаш да чека на ред. Сега дошла напладне, како и ние понекогаш си правиме
математика и вели ми, ќе одиме тогаш кога нема многу време, нема многу гужва. Ако одите во Битолско тамо, кој што спомна према Бистрица, ќе видите колона чекат луѓе. 3 чешми течат, може 10 луѓе чекат. Со 100-200 шишиња. И полнат вода. И треба време. Замислете, жената доаѓа, а Исус вели, жено, јас имам клуч. Јас имам решение да ти дадам вода од која никогаш нема да ожеднеш. Замислите, на крајот жената ја разбира по раката, дека Исус изборува за каква вода? Духовна вода, жива вода од која нема да ожеднееме, ако тој биде во центарот на нашите планови, во центарот на нашиот живот. Сите оние кои пијат од овие земски извори на задоволство, сега или подосна, повторно ќе ожеднат. Присуството на Исуса Христа, браќи и сестри, во човекот ќе го исполни и да биде целосен. И сега имам неколку прашања, реторички, при крајот на ова размислување, да ги спомнам. Број 1. Дали чувствувам јас жет, духовна жет? Каде ја гасам својата жет? Од кои извори пијам? Постои ли опасност да пиеме од други извори кои не можат да ја задоволат нашата духовна жет? Многу денеска има луѓе кои пијат од изворот на славата, на популарноста, со надеж дека ќе ја угасат својата жет и ќе им донесе сакана среќа. А кога среќат, а славата ќе помине, кога ќе остариш, кога ќе те нема повеќе на насловните страници на весниците, тогаш човекот паѓа во длабока депресија и го губи својот смисол на живење. Исус, браќи и сестри, денеска ни порачува дека тој единствено е одговор на нашата духовна жет. Не може никој да ја задоволи нашата потреба, духовна потреба, освен од Исуса Христа. И затоа да не копаме и ние денеска погрешни бунари, да не копаме бунари кои се пробушени, кои не може да ја угаснат нашата жет. Некој човек се качил на дрвото и почнал да го кастри. Односно сакал да го сече дрвото кој му сметало во дворот. Но слабо напредувал. Поминал некој човек и го приметил комшијата, значи тој кој го сечел дрвото, како е испотен, уморен и едва ја влече пилата. Тогаш немало моторки, него знаете оние рачни пили. Се уморил човекот, а човекот му вели: зошто не застанете малку, комшија? Одморете се и изострија пилата, да ви биде полесно. А овој дрвосечач му одговорил: не, немам време. Сакам да го одсечам ова дрво пред да се стемни. Дали ние понекогаш сме уморни од нашите проблеми, оптеретени од животните проблеми и обврски, и нееме време да ја наостриме нашата духовна пила, односно нееме време да се напиеме од таа духовна вода. Велиме, нееме време, а времето е исто и пред 100 и пред 1000 години. Дали ќе влечеме нашата духовна пила, да се умараме, а ќе нема никакви резултати? Денеска е време, браќи и сестри, да дојдеме кај Христа. Во Него ќе најдеме се. Во Исуса ќе најдеме пред се простување за нашите слабости, сочувство и мир кој нема граници. Еве што вели Давид во Псалам 42, број 1. 42, стих 1. Текстот гласи вака. Псалам 42:1. Како што кошутата жедне за изворните води, така мојата душа копне под Тебе, Господи. Овде Давид се опишува себе си. Се споредува како со кошута, како со еленче или срна, која жедне по изворите водни. И тој вели: така жедне мојата душа за Господа. Некој бедуин, тоа се камилари, кои патуваат низ пустињите, одел долго и долго. Ја потрошил сета вода што имал како залиха, немал повеќе вода. Едноставно бил пред смрт, што се вели, во пустина да немаш вода, тоа е многу, многу страшно. Жеден, исцрпен, бил веќе при крајот на своите сили. И во тие моменти, во тие мигови кога помислил дека смртта му се ближи,
mu se pričinilo tamo во далечината да гледа некои палми. Значи, дрвја, палми. Си помислил, то ми се причинува. Сега Аллах ме мачи со желба и со привидение. И така направил уште еден чекор, уште два чекори, продолжил со своето одење. А потоа му се причиниле уште повеќе палми. Слушнал како жубори поток, како вода да тече. Си помислил, да, тоа е обична фатаморгана. Сега па слушам дори уште вода, ништо тоа нема. И така со тие мисли паднал мртов од джет за вода. После неколку часови дошла делегација, односно овие, како ги велат, бедуми, неговите пријатели, колеги. После него дошле и го нашле човекот мртов. Само неколку метри оддалечен од водата. Тоа биле вистински палми и тој слушал вистински жубор на вода. Меѓутоа немал сили да ги направи тие последни чекори, да дојде до водата и да ја угасне својата жет. Што ќе направиме ние денеска? Тамо на границата ќе паднеме пред ветената земја или ќе го молиме Бога да ни помогне да издржиме, да стасаме до целта. Овде Давид вели во првиот псалом, 3 стих, тој е како дрво засадено покрај водни потоци, што донесува плод во свое време. Неговите лисја никогаш не венат, се што прави во се успева. Кога ова ќе се успее, кога ова ќе се спроведе во нашиот живот, само ако го прифатиме веднаш, денес. Овој Исусов повик кој го наоѓаме во Матеј 11 глава, стих 28, го знаете веќе, но јас ќе ве потсетам. Еве исто што вели, дојдете при мене, кој? Сите кои се трудите и сте обременети, и јас ќе ви дадам одмор. Исус вели, дојдете денес, земете ги сите ваши садови, наполнете доволно вода за целото семејство, да има за вас, за вашите комши, за вашите пријатели. Ова ме подсетува на она вдовица, кога пророкот бил во незиниот дом и рекол, собере ги сите садови. Зошто? Што да наполни? Масло. Благослов е масло кога имаш во семејството, во куќата. Денеска е време кога Исус вели, дојдете при мене, сите кои имате проблем, сите кои сте жедни, сите кои сакате да ја задоволи вашата духовна жед. Јас сум тука 24 часа. Браќи и сестри, може тоа да се случи со нас и ние да паднеме таму пред самиот Ханан, да изгубиме битката и да не снема. И сосема на крај, читам во Откровение 21 глава, прекрасни зборови кои ќе се наскоро исполнат кога Исус ќе дојде на оваа земја. Откровение 21 глава, ќе читаме 2 стиха, ќе завршиме. 21:6, еве што вели текстот. Им рече, се сврши, јас сум Алфа и Омега, почеток и свршеток. Јас ќе му дадам на жедниот дарум од изворот на водата на животот. Дали сме подготвени да го приеме тој дар, дарум? Изворот на животот. 22:17, еве што вели на крајот Јован. Сосема на крајот Библијата, 22 глава, 17 стих. И духот и невестата велат, дојди. И кој слуша, нека рече, дојди. И кој е жеден, нека дојде. И кој сака, нека земе дарум од водата на животот. Фала му на Бога за тој извор на животот, за нашиот Исус Христос, што се нуди себе си, да ја угаси нашата жед. Еден ден, што е најбитно, да бидеме со Него во вечноста. Нека му е вечна благодарност на нашиот Господ Исус Христос. За тоа. Амин.